Благодарам. Колешке Дафина, суштината на двојазичноста е јасна. Со овој предлог закон не се бараат никакви дополнителни човекови или граѓански права. Ова е редефинирање и федерализација на Македонија на мала врата на шверцарски начин. Воведувањето двојазичност во Македонија неизбежно ќе значи крај и на нејзиниот македонски карактер. Македонизмот ќе замине во историјата, но очигледно на некои овде тоа воопшто не им смета. Оваа двојазичност недвосмислено значи дека унитарниот карактер неповратно се трансформира во федеративен на два рамноправни народи, а тоа значи и две држави, што е впрочем и крајната цел на оваа двојазичност. Колешке Стојановска, ова е суштински закон кој треба да биде прифатен од сите граѓани на Република Македонија. Затоа и се бара дебата. Но на творците на овој закон, на овој предлог закон, не му беше потребна ни дебата, ни јавна расправа, а најмалку сакаа да го слушнат МАНУ или пак Институтот за македонски јазик, лингвистите или професорите од правниот факултет. Тие напротив не најдоа доблест ни храброст да им одговорат на нивните писмени реакции, кои им беа доставени по службен пат, ги отфрлија како непотребни и недостојни. Тие кои се залагаа за транспарентност, инклузивност, демократија, дебата, сега го прават токму спротивното. При креирање на овој предлог закон не им беше потребна стручна јавност, затоа што е направен точно тако, како што беше договорено после изборите за оваа коалиција да опстане. Колешке Стојановска, вие најдобро знаете, Македонија е мултиетничко општество, која може да служи за пример во регионот, за тоа како се почитуваат правата на сите етнички заедници во една држава. И тоа е нешто што треба да продолжиме да го негуваме, да го чуваме, затоа што само така ќе имаме успешен економски раст и економски просперитет, а не со вакви закони. Економскиот напредок е тоа што им е потребно на сите граѓани без обзир на нивната верска и етничка припадност. Економскиот напредок е тоа за што треба ние да разговараме во ова собрание. И за крај, едно е сигурно, наместо да обединува, овој закон разединува. Ствара еден голем јаз помеѓу македонците и албанците, албанците и останатите етнички заедници кои се дискриминирани со овој закон. Ви благодарам.